Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени, па да не им го трошам повеќе времето, да ги повикам да влезат во нивните надпреварувачки кабини. Како и секогаш, така и денеска прво ќе ги поканам да ми се придружат домакините, а тоа се Иван и Дарко, повелете. А подобра ти е нога. Подобра е, од ден на ден се подобри и подобри. И од победата. И од победата, да. Имаше пари да среди, знам. Сега на страна, како сте денеска? Супер, да. Да, расположени за игра? Апсолутно. После победата, секогаш и се крева само до времата, одме е друго веќе. Одме, посебно па и со пари кои ќе се отиде, со пари се награда. Домаќинска кабина ваша, да. Кабина е многу по-удобно. Така е. Треба за таму, ја секој сум викал и да има малце нели нешто за пивнување, за јадење, сепак домакинска работа. Да. Може би понатаму во некој од наредните сезони на нашиот квиз. Ако сте подготвени, ако немате нешто да додадете, устари да не сакате да додадете нешто? Да, јас сакам да го поздравам мојот поранешен колега кој е моментално во пензија. Дуле, голем поздрав, знам дека ме гледа. Поздрав до Дуле, голем поздрав и од мене, во пензија веќе. Да, Дуле. пред известно време е во пензија, меѓутоа ни понатаму си останавме добри, би рекол другари, ако е доволно постар од мене. Така. Го почитувам и го ценам. Иван, ти кога ќе се пензионираш? Има уште многу. Има уште многу кај нас. Дарко, ти како си денес сакаш да поздравиш некој? Сите ги поздравам, ја да не заборам некој па некој да се наљути. Сите што ме знаат. Паметно одиграно. Голем поздрав до сите. Да не ви го одземам повеќе вниманието, да не ве деконцентрирам. Денеска улога на домакини. Ваша домакинската кабина, повелете. Фала. А сега, драги гледачи, е време да ги запознаеме и нивните противници. Улогата на предизвикувачи денес им припадна на Ордан и Елизабета. Повелете. Ордан, здраво. Елизабета, здраво. Можете малце понапред да дојдете, така. Да не ни падне Елизабета тука од стената. Како сте вие денеска? Добри, спремни за двобој со противниците. Се надеваме дека ќе биде добра емисија и добар надпревар. Со вака весели расположени луѓе како вас мора да биде. Ајде да ве запознаат гледачите малце. Кој е Ордан, од каде доаѓа? Што сака сподели ни, не те извлекувам информација. Ордан Велес, второ учество ми е. Така. Се уште вработен во Кристал. Се уште жене, се уште со едно детенце, да поздравим многу Теодора дома што не гледа. Голем поздрав до Теодора, зошто не дојди Теодора денеска? Па поинтересно е да гледа од дома, отколку тука така и било повозбудливо. Не, и дефинитивно. Ја мислам исто дека паѓа магијата која ќе видат луѓето како се одвива снимањето. Се губи таа магија што претходно има, нели, кога ја гледа на телевизија. Ќе стиска палци од дома. Да, ќе стиска палци од дома, ќе пушта вода славени за среќа и се останато. Елизабета, ти да ни се представиш на кратко? Елизабета, доаѓам од Велес, сопруга на Ордан. Како бе како сопруг, добар ли? Прекрасно. Кажи се тоа го караме, прекрасно. Да. Така, браво. Друго нешто, дали сакаш да споделиш? Работена во Државен завод за ревизија. Прв пат во ваков квиз. Баш ми е драго. Да ќе пробаме, ќе видиме. Ќе пробаме секако. Ја ти кажам, еднаш кој дошол тука во Листа за 300, после тоа нема веќе мегање. Да, лесно е така. Ако немате што да додадете, да не ви го одземам повеќе вниманието, почнувате како предизвикувачи, да видиме до каде ќе стигнете. Со среќа во продолжение ваша предизвикувачката кабина. Повелете. Иван и Дарко, односно Ордан и Елизабета, се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги проверим истите дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Ордан и Елизабета, дали се слушаме? Да, се слушаме одлично. Немаме никакви пречки, така. Да. Елизабета, дека рече прв пат ти да учествуваш во квиз,
трема, имаме, немаме, како стоиме? Малку. Не делуваш дека имаш, тоа е добро. Малку, да, може да се покажува, да. Да, добро, како вика, тоа на покер фейс добро имаш, да. Не се секире за ништо, значи, мислете на темите, само на тоа фокусирајте се, можете слободно додека сте во кабините, кога надаваме, да се консултирате, да си разговарате со Ордан и тоа е тоа, ако има нешто нејасно, да ме прашате. Договорено? Да. Со среќа уште еднаш во продолжение, ќе исклучиме сега вашата кабина, да видам Иван и Дарко што прават, добри ли сте? Супер. Чим се слушаме, значи сте е во ред. Така немаме пречки да не се... Не, се е супер. Супер. Може да продолжиме понатаму? Да. Ајде. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Плюс тоа и домаќините ми дозволија да продолжам понатаму, па да не должам повеќе. Започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата глас. Зборови што завршуваат со Р. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со буквата Р како раде и кои имаат 4 или 5 букви. Се прифаќаат сите видови зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и друго. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании како и пежоративни зборови. Јони Дарко, дали ни е јасна темата? Ајте молам уште еднаш да повториш колку долги да се зборовите. Зборовите од 4, кои имаат 4 или 5 букви, со Р. Аха, 4 или 5. Значи, видиш, максимум, убаво што и мене ми обрна внимание на ова, затоа што во наслов го немаше. Значи, бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со буквата Р и кои имаат 4 или 5 букви. Значи, бараме зборови на 4 или 5 букви кои завршуваат на буквата Р. Сега е јасно. Да. Абе, не за џабе водител. Молим ти се. Ордан и Елизабета, и на вас уште еднаш ќе ви го кажам, затоа што да не дојдете до забуна. Бараме зборови на 4 или 5 букви што завршуваат со буквата Р. Може да се именки, глаголи, прилози, предлози. Еднина, множина не ни интересира, само тоа што е важно е да не се лични географски имиња, имиња на компании или некои пежоративни зборови. Останати. Јасно не е? Да, Јасно. супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат оние кои што се тековни предизвикувачи. Денеска, како што реков, таа улога им припадна на Ордан и Елизабета. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Ордан и Елизабета, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Почнеме со 5. Започнуваме со 5, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, едно повеќе. 13, 14, 14. Да размислиме малце. Мислите. Едно повеќе. 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, да заокружиме на 20-ка. заокружено на 20, 21, 21, И 2, 22, 23, 23, Марко, кај застанавме? на 23, 24, 24, 25, 25, 30, 30, Нека одговара. Да одговарат. Ајде да видиме. Ордан и Елизабета, ќе
Ќе ви дадат повторно на вас, Иван и Дарко, шанса да го отворите резултатот, или во ваша полза, или не. Ќе видиме. Ги слушам мабедите, додека ги правите внатре, од прилика би требало, нели, да стопиме, рековте, зборчиња до тука некаде, па... Па ќе видиме. Ќе видиме, нема проблем. Кога ќе бидете подготвени, започнете, 30 зборчиња ни требаат на 4 или 5 букви кои завршуваат на Р. Амбар. Амбар. Така е. Дабар. Дабар. Така е. Декор. Декор. Точно. Бунар. Бунар. Така е. Бакар, кажавме? Не. Бакар. Бакар. Така е. Пекар. Пекар. Точно. Лекар. Лекар. Мене ми треба се за ногава. Лекар, така е. Лекар. Стар. 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 И минатиот пат со овој збор ми игравте. Он го кажа тој, сега ја. Да. Пак ја те подсетив. Фу. Паца ге. Спор. Спор. Така е. И заглавивме 10 имаме. 9. 9. Ајде. Има зборчиња тука, сега влеговте така во лошо, како да кажам. Се заглавивте. Двор. Двор. Така е. Чвор. 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 Јазол е македонски. Ајде, ке не пуштат, ајде. Да видим. Колку јас да посакувам да ме пуштат, чвор е српски збор, јазол, како што кажа, е македонски. Искрено ви кажам, ова не е за да вутечам и јас да бе во ваша ситуација, ќе го изиграв истото. Чисто по инерција, секој ми го кажа чвор, почнав да си го барам без да помислам во момент дека јазол е на македонски. За среќа има кој да ме освести мене во оваа ситуација. Иван и Дарко, убаво почнавме од 30, стигнавме до 10-тото, но за жал еден мал кикси ни го зема, ни го однесе овој поен. Може би требаше едно надавање порано да им ја префрлиме топката на противниците и да одмараме сега. Но ништо не е готово. Не се даваме. Точно така е. Имаме уште една лицитација, се може за миг да се промени. Но тоа не го менува фактот дека треба да им честитам на Ордан и Елизабета за првиот поен. Честитки, не се опуштајте само во продолжение. Имаме уште една лицитација, внимателно. Многу убаво знам во каква состојба се, пошто минатиот пат исто и кај мене беше србизам. Да, исто така па. Да 5-6 пред крајот и тоа у главата ни беа, другите Леле, да. Ми тектува. уџарено беше, дали е ваки На крај. Штета. А исто ќе го кажеме чвор. Да, и ја воопшто не помислев. Искрено кажам, сега и они кои го кажа, јас си го прифатив како нели зборче кој што треба да го бараме и убаво што им текна и така. Дури повеќе го користиме чворот колку јазол. Да не речам тој да го користиме. Да, другиот поредко, ептен ретко. Ја барем не сум го потребил, иако може би треба да почнам. Ево од сега. Така, ајде да не се врземе во јазол сега. Така. Со муабетите.
да ги прочитам оние зборчиња кои што не успеа да ги кажат моите надпреварувачи и потоа да продолжиме понатаму. Тука имаме Абер, Автор, Аграр, Ајвар, Амбар, Ампер, потоа Багер, Базар, Бекјар, Бисер, Везир, Вепар, Ветер, Видар, Говор, Гусар, Допир, Дрвар, Еклер, Забар, Збир, Звер, Дзидар, Јавор, Капар, Курир, Лагер, Молер, Покер, Путер, Рапер, Ребер и уште многу други зборчиња кои што завршуваат на Р. А сега, како што реков, драги гледачи, време е да продолжиме понатаму со второто надавање, односно втората лицитација. Темата за истата гласи: држави освојувачи на медал на Олимписките игри во Токио. Бараме имиња на држави или олимписки комитети кои на последните Олимписки игри во Токио освоија најмалку еден медал, без обзир дали е златен, сребрен или бронзен. На Олимписките игри знаете дека се надпреваруваат исто така покрај признати држави и непризнати држави, одредени региони и така натаму. Значи, можете да ги кажете и ни секако ги признаваме доколку ги кажете. Ја можам да ви кажам дека скоро половината од оние учеснички на Олимписките игри, тоа се скоро така 200, скоро половина од нив се освојувачи на медали. Ова ви го кажам и на едните и на другите, чисто ако сакате да калкулирате со бројката. Иван и Дарко, дали ни е јасна темата? Да. Само малку, која година беа Олимписките игри во Токио? Пред 2 години? Пред 2 години. 2020, како 2020 се одржа 2021 година. така. Па 3 години скоро. Не знам 2,5. Како ќе му Какви беа летни, зимски? Овие, сега ќе ти кажам, летни беа. Летни, да. Летни во Токио. Ордан и Елизабета, дали не е јасна темата? Јасно е, да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат оние кои што имаат негативен резултат по првата одиграна лицитација. Моментално во таква ситуација се наоѓаат Иван и Дарко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на нивните противници, а муци, кога ќе имате понуда, да чуеме. 5. Стартуваме со 5. 10. 10. 20. 20. 30. 30. 32. 32. 40. 40. 42. 42. 50. 50. Колку има последна понуда? 50. 50, да, 50. Нека одговараат. Да, одговара. Да. се одморат малци Иван и Дарко, заслужено. Ништо сега, седите и чекајте на грешка на вашите противници, Ордан или Елизабета. Имаме 50 надавања, 50 празни полиња, тоа беше вашата последна понуда. Што значи ќе ни требаат 50 имиња на држави, односно на освојувачи на медали на Олимписките игри во Токио. Беше било како, сребрен, златен, Да, бронзен, било како, битно да е медал. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Португалија. Португалија. Така е. Шпанија. Шпанија. Така е. Франција. Франција. Точно. Германија. Германија. Точно. Холандија. Холандија. Точен одговор. Обединето кралство. Обединето кралство. Белгија. Само момент, така Обединето кралство, точен одговор. Белгија. Белгија. И Белгија, точен одговор. Полска. Полска. Така е. Чешка. Чешка. Точно. Норвешка. Норвешка. Точно. Данска. Данска. Така е. Шведска. Шведска. Точен одговор. Финска. Финска.
Точно. Украина, Украина. Точен одговор. Унгарија, Унгарија. Точен одговор. Романија, Романија. Веќе 15. Со Романија 16. Бугарија, Бугарија. Точен одговор. Австрија, Австрија. Точно. Италија, Италија. Така е. Словенија, Словенија. Точен одговор. Хрватска, Хрватска. Така е. Србија, Србија. Точен одговор. Грција, Грција. Точно. Турција, Турција, така е. Канада, Канада, со Канада на пола сме точно. Соединетите Американски држави, Соединетите Американски држави, Јамајка, Јамајка. Така е. Бразил, Бразил. Точен одговор. Аргентина, Аргентина. Така е. Јапонија, Јапонија. Точно. Јужна Кореја, Јужна Кореја. Така е. Кина, Кина. Така е. Индија, Индија. Точен одговор. Израел, Израел. Точен одговор. Јужноафриканската република, Јужноафриканска република. Ајде, уште 15 не останува. Кенија, Кенија. Така е. Мароко, Мароко. И тоа е точен одговор. Алжир, Алжир. Од толку убави други земји. Кој одбравме Алжир? Мислам Алжир убаво има само. добри атлетичари, за тоа рачунав. Да, но за жал на овие олимписки игри не им идело добро очигледно и не успеале да освојат ниту еден медал. Имаме тука наша Македонија да играме, зошто не ја играме? Знам те Заборавив да слушам. не беше на олимписки во Знам. Не го слушам муабетот, сега да не те карам за джабе. Знам што беше проблемот. На крајот, можеби, ако ни изгуфтеше, ќе... Да, ќе кажеме така. Сега ќе ги прочитам останатите, за жал Алжир не е помеѓу оние учеснички кои што успеале да освојат медал. Ништо не е готово, Ордан и Елизабета, играме на пенали, тоа е мојот омилен дел. Бидете внимателни само во продолжение. Иван и Дарко, се извадивме со седење до Мислев дека до е пенали. малце. 50, па не, добре и да поминеш Алжир, мислам дека немаше да промаши Јордан повеќе, ама на ваша среќа се случи тоа што се случи. Честитки за освоениот поен и играме на пенали, бидете внимателни, знаете дека на пенали напоредно одговараме едните па другите, се додека некој не погреши.
А пред да ја кажам темата за денешните пенали, да ги кажам и дел од оние држави освојувачи на медали на Олимписките игри во Токио. Тука ги имаме Азербејџан, Бахами, Бермуди, Ботсвана, Белорусија, потоа Буркина Фасо, Грузија, Грција, не знам дали ја кажавме добро, Доминиканска република, Ерменија, Естонија, Етиопија, Иран, Ирска, Киргистан, Тајван, Колумбија, Косово, Кувајт, Летонија, Литванија, Македонија, Малезија, Мексико, Русија, Румунија, Сан Марино и така натаму. 90, повеќе од 90 земји се добитнички на медал на Олимписките игри во Токио. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за пенали. А темата за денешните пенали гласи: председатели на држави од целиот свет. Бараме имиња и презимиња на актуелни председатели на било која призната држава од Обединетите нации од целиот свет. Можете да го кажете и само презимето, но ако го кажете и името, мора двете да се точни. Иван и Дарко, дали не е јасна темата? Јасно. Да. Да, не откривајте како стоиме. Ордан и Елизабета, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Ордан и Елизабета. Знаете дека напоредно одговараат едните па другите, се додека некој од надпреварувачките парови не погреши. Што значи Ордан и Елизабета? Кога ќе имате одговор, споделете го со нас. Стево Пендаровски. Стево Пендаровски. Мора да се правам дека барам, да. Точно да видам, да не се смениле работите во меѓувреме. Така е, точен одговор. Професионална деформација, да се прави дека гледаш дека. Тоа е. Александар Вучич? Александар Вучич, ајде не гледам се. Точен одговор, чекам. Александар Вучич, председателот на Србија, е точен одговор за Иван и Дарко. Румен Радев. Румен Радев. Председателот на Бугарија, точен одговор. Актуелни председатели? Актуелни, да. Па вајда овој Малиов него сменија на Франција, Макрон. Макрон, сега ќе видиме, ќе дознаеме, ама ја мислам дека се уште си е Макрон на таа позиција. Емануел Макрон. Точен одговор. Ордан и Елизабета. Путин. Путин. Владимир Путин, председателот на Русија, точен одговор за вас. Иван и Дарко. Идеме контра, Лукашенко. Лукашенко. Така е, точен одговор. Бајден. Бајден. Џо Бајден. Точен одговор. Зелински. Зелински. Така е, точен одговор. Еди Рама. Еди Рама. Убаво кажа вашите опоненти, Еди Рама е премиер на Албанија. Друг имаат председател, но ништо не готово. Треба сега да видиме дали вашите противници ќе дадат точен одговор. Ако одговорат точно, за жал победата ќе им припадне нив. Ако погрешат, продолжуваме како ништо да не било. Стискајте палци и надевајте се на нивна грешка. Дали имаме одговор? 5, 4, 3, 2, 1. Фридрих. Фридрих. Ајде да видиме. Дали има некој Фридрих?
За жал Фридрих нема, продолжуваме како ништо да не било, размислувајте во меѓувреме некој друг да не ви текне. Ордан Елизабета, дали сега имаме можеби некој председател? Милановиќ. На Хрватска. На Хрватска. Зоран Милановиќ. Ако не се лажам, така му беше името, така е, да. Зоран Милановиќ, точен одговор. Мислете, момци, ајде. Мене ми интересно вака. Абе, на Северна Кореја? Ким Јонг-ун. Ким Јонг-ун. Буквално кога сега да ви кажам да почнам да бројам од 5. Ким Јонг-ун, председателот на Северна Кореја. Точен одговор за Иван и Дарко. Ордан Елизабета. Денг Сјаопинг. Ке може уште еднаш, извини. Денг Сјаопинг. Денг Јаопинг. За жал, Денг Јаопинг е минатиот председател на Кина. Не можам за малце сега да го кажав кој е, ќе направив грешка. Ништо не го до повторно се сели веќе вашите противници. Иван и Дарко. Дали имаме одговор? Па, брат му на... Еве, Кастро ќе пробаме, брат му. Кастро би требало да видиме само да видам дали се уште знам дека он превзема. Да. Од Кастро, од Фидел. За жал, Кастро повеќе не е председател на Куба. Иако, нели, како што рековме, го замени неговиот брат, завршил и неговото владење, да кажеме. Не можам да кажам кој е моментално, но се враќаме кај вашите противници, вие мислете во меѓувреме. Ордан Елизабета. Ајде, ми треба име. Валдес. Валдес, ајде да видиме. Моментално Валдес нема ниту еден председател на ниедна држава. Иван и Дарко, дали имаме одговор? Имаме прашање на само од Кина, кој го кажа противниците? Минатиот председател, не ви се сега да кажам за да не треба да вратам малце. Кажи, ајде. Ши Џинпинг? Ши Џинпинг. Иван и Дарко. На моje изненадување, верувам и на вашите противници, Кси Џинпинг е точен одговор и тој е председателот на Кина. Браво, мајстор. Иван и Дарко, во трилер издание денеска на пенали успевате да стигнете до победа и ќе имате шанси да освоите и парична награда. Браво, момци. Ордан Елизабета, се боревме до сам крај. Ја пак ќе кажам, на моје огромно задоволство си играат пенали, кога си играат пенали, но на моје огромно разочарување кога треба да се испратам со некој од надпреварувачите. Бевте одлични надпреварувачи, едва чекам повторно да дојдете и повторно да се надпреваруваме. За жал, оваа тема не ни се погоди. Не се погоди. Да, не се погоди. Сега ќе ги учиме председателите, не мора да ги учиме. Сега ќе си ги знаеме, да. Не мора, да, не мора, не ни треба. Како и да е, останете ми во добро здравје и ве чекам во блиска иднина повторно да се пријавите во листа за 300 договорено. Светам дека имате уште многу што да кажете. За жал до тогаш морам чао да ви кажам. А сега ќе ги прочитаме ние дел од оние председатели на држави од целиот свет, ќе издвоиме некои. Александар ван дер Белен на Австрија, потоа Анџеј Дуда на Полска, Бајрам Бегај на Албанија, Вагахан Хачатурија на Ерменија, потоа го заборавија моите надпреварувачи да го кажат Реджеп Тајп Ердоган на Турција, Серџо Матарела Италија, Франк Валтер Штајнмејер на Германија, Башар Ал-Асад на Сирија, потоа Николас Мадуро Венецуела, Жорж Веа, кој е воен и бивш фудбалер, еден од најдобрите на свет, е председател на Либерија, потоа ги имаме Ебрахим Раиси на Иран, Абдул Латиф Рашид Ирак, Ариф Алви Пакистан и така натаму. А сега, драги гледачи, е време да ги повикам Иван и Дарко да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, ќе видиме во продолжение. Зато, останете со нас, се враќаме по паузата.
Иван и Дарко ми се придружија на главната сцена и за кратко ќе ги соочам со темата од нашата листа. Па во продолжение ќе видиме дали ќе заминат денеска со парична награда или пак не. Минатиот пат ни однесовте 150 евра. Имавме интересна тема, денеска верам дека ќе биде уште поинтересна. Не мора да е интересно да ја знаеме. Па интересна, кога викам интересна, мислам да на знаење. Таа ја знаевте минатиот пат, ова уште повеќе ќе знаете. Се надевам барем така. Иван и Дарко, да не ви одземам повеќе време, затоа што денес имавте богом исцрпувачка партија со вашите противници против Ордан и Елизабета, па да не ви должам повеќе, да не ве заморувам јас. Нашата листа, која ќе видиме сега, е составена од 15 празни полиња. За 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори заминувате од тука со 300 евра. Иван и Дарко, сега ќе ви ја кажам темата, ќе можете да почнете да размислувате со надежда дека нели ќе ми земете убава парична награда. Слушајте и вие убаво, драги гледачи, денешната тема на која го тестираме нашето знаење е природни езера од целиот свет. Бараме имиња на било кои постоечки природни езера од целиот свет, вклучително и балканските езера. Мали леднички, планински или вештачки езера не се признава. Значи природни езера, како што рече Дарко, три ги знаеме, ако ништо друго. Затоа реков преска 50 евра кога си правиме ги од нас убавет на зезање, 50 евра се ваши. Се надево. Ајде, видиме. Повели? Ја да почнем? Па, почни и заврши. Охридско, грешен одговор. Охридско. Најстарото во Европа, така беше. Едно од подлабоките и наше си е точен одговор. Не цело, ама. Не цело, ама наше си, поголеме. Преспанско? Преспанско. Викате зерото кој што му ја дава душата на Охридското. Така е точен одговор. И Дојран. И Дојран. Да завршиме со наши. Дојранско езеро. Зарем знаеш и други? Наши нема други природни. Не, зарем викам знаеш и Да, други. да. Ке беше убаво. Чекај само да се да не брзај да видим. Дојранско трет точен одговор, 50 евра. Се на Иван и Дарко, доколку се откажеме или пак Бајкал, атакуваме на друга страна. Блед и Скадар. Ама блед да не е ледничко. Не, ничко. Мислам дека не. Бледско. Не, Блед. Значи Бледско, кое? Блед, Скадар и Бајкал. Скадар шо? Скадарско езеро. Сега. Добро. И солени езера се рачунат? И солени езера сите езера. Бајкалско е сигурно. Пошто Бајкалско е солено, некој го викаат Бајкалско. Зашто има некои Тоест не така... Каспиското е солено, извини, не Ама Бајкалско. да не е тоа да не се важи нешто како море, имаше знаме наш как гледав. Да не изгине. Солено е, ја само. Тоа е разликата. Ајде, иначе. кидаме сточиш. Ајде. Да, кидаме понатаму. Добро. Скадарско езеро? Скадарско езеро. Така е точен одговор. Блед? Блед или Бледско езеро. Бледско, да. Бледско, пети точен одговор. И за 100 евра кој ќе биде одговорот? Бајкалско? Бајкалско езеро. Касписко, не знам дали ќе те рече. Него ја тоа. Ама не сум сигурен. Бајкалско езеро, шести точен одговор, 100 евра се ваши. Ајде размислете дали одиме понатаму, не одиме. Ако го кажеме Касписко, Викторија, у Африка има една, Викторински водопади кај се. И уште една ќе не фали. Ма на ова да не изгориме прво. На Касписко? Може. Ама солено е, пошто не е поврзано со други езера. Имаш, ја можам да ви асоцирам. Во Словенија дали ви текнува... Ајде, не ви правам уствари. Бете, размислете, да. Размислете, затоа што немам како да го асоцирам. Езеро? Езеро е Лохнес. Чудовиштето од Лохнес. Лох е уствари као водна површина. Сега на шкотска транскрипција мислам дека беше езеро, дека се речеме. Ако идем на Лохнес, Касписко и кое и Викторија, ако го речеме. Ма за Викторија не сум 100% сигурен. 100 евра ви се сигурни сега. За сега размислете. За Лохнес. Марко, не плаши малце. Не, има тука доста езера, пробувам.
Да не искочам ја кривецот на крај, затоа ми е проба фреска да ви асоцирам, а не можам баш најубаво. Дали може да ви текнат Од нека... цел свет беа само извини. Да, од цел свет. Овие амерички бе, Superior, Ири, како беа? Пукај ги, брату. Не знам. Ако Ајде, барем да стигнеме до строја. Ајде да пробаме па и да ги изгориме тие. Superior? Ќе псуеме помар. Superior. Или уште познато како Горно езеро, Така. едно од големите езера, нели? Најголема, мислам, од тие што се 5 езера што ги имат американци. И е точен одговор. Ири, Ири. И Ири го гледам на мојот список, што значи 8 точен одговор и кој ќе биде 9 за 150 евра? Мичиген. Мичиген. Америка ја владееш? Само тие ги знам. Добро, да. Со нашите. Да. 3 амерички, 3 наши, ше? Ние американци. Така, Мичиген 9 точен одговор, 150 евра се паши, момци. Сега, што правиме за понатамо? Доста. Мислиш? Да. Чекај малце, не брзи. Викторија? Ако е, ама... Не сум Епа, сигурен. ама. Епа, ама. Ајде, кој ги мислиш прво, па ќе Чекај. не мора да продолжиме, да видиме чисто дали... Што мене стварно слаб сум со езерава, искрено. Власинско у Србија не знам дали е природно или ледничко, ама Власина се влева у нева. Така да, Власинско, Викторија и кој го реков? Ја ги заборам, се ги кажуваш. Тоа некој е Викторија, Власинска и... И за 200? Че сигурно, земеме 150 евра. Да. Па да, да не ризикувам. Да, не ризикувам да не направиме некоја билја, а и времето пополека не гази, не сакам притисок да ви правам, затоа што не сакам да ги изгубите овие пари под притисок. Иван, честитки за овие 150 евра, Дарко, честитки. Ме изненадивте, супер. Сега ќе ви текне уште некој, кога ќе ги прочитам останатите, се надевам уствари. Ги има повеќе, ја ќе издам еве неколку тука, добро, Бајкалско го кажеме, Балатон, потоа Блецко, Ван Викторија, Големо Мечкино, Големо Робско, Инари, Касписко, не знам дали го кажавме сега. Не, се мислевме за Касписко, да. Касписко, потоа Комо, Ладога, Њаса или Малави, Онтарио, Паличко, Плитвице, Тана, добро, Титикака, Хјурон, Чад и така натаму. Ги има доста, а ние ги имаме трите најубави природни езера баш тука во Македонија. Иван и Дарко, честитки за освоените 150 евра. Денеска се вкупната сума до сега е 300 евра, а ова е ваше и второ учество, одличен учинок. Што уште поинтересно и на мој огромно задоволство ќе се дружиме и забавуваме во наредното издание повторно на квизот Листа за 300. А сега, драги гледачи, дојдовме до самиот крај. Тука некаде ќе ве поздравам, ќе ви посакам да имате прекрасен остаток од денот или од ноќта како сакате, да останете со програмата на телевизија Сител и да го чекате следното издание на нашиот квиз. До тогаш, ве сакам Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!